Почитувани, се што гледате зад мене, 85.000 метри квадратни, парк, шума, природа, се ова е продадено по цена од, речиси, 70 метри квадрати стан во центарот на Скопје. 85.000 метри квадратни сега градежно земјиште, тука од спортско-рекреативниот центар Треска, сега градежно земјиште е продадено по цена од само еден стан во центарот на Скопје. Цело СДСМ, цело ДУИ се истопори онаму каде што Петре Шилегов ветуваше спортска академија, спортски школи, одморалиште за цело Скопје. СДСМ, ДУИ и Шилегов се истопорија да прослават почеток на градба на елитна населба, на земја продадена за само 70 денари по 1 метар квадратен. Сајајот на спортско-рекреативниот центар Треска на Шилегов згасна како што згасна и идејата за зиплајнот до Кале или како тунелот со обраќајница под Скопската тврдина. Се што ветија Петре Шилегов, се што вети СДСМ за Скопје, се излезе лага. Ќе го цитирам сега Петре Шилегов, од она што тој го говореше токму од ова место пред езерото Треска во октомври 2017 година, од последната недела од изборната кампања за локалните избори тогаш. Вели Петре Шилегов, си дадовме збор. Овој запуштен рекреативен центар го враќаме од заборавот. Ги ревитализираме игралиштата, патеките, урбаната опрема и останатата опрема со цел да ги вратиме посетителите кои што во минатото ги имаше во огромен број. Вели Шилегов, продолжувам со цитатот. Просторот ќе го исполниме со содржина за деца и за млади, за спортисти и за одржување на разни фестивали од спортот и од културата. Ја ревитализираме можноста да преселиме некои од спортските институции, факултетот за физичка култура или спортската академија во рамките на овој комплекс, како би овозможиле баш оваа инфраструктура да биде од корист и на учениците и на наставниот процес во тие институции. И така натаму ветуваше Петре Шилегов во последната недела од таа изборна година, изборната кампања во октомври 2017 година, токму од ова место, заедно со тим од СДСМ, од она што тогаш беше комисија за спорт од СДСМ. Ова се ветувањето од 2017-та, а во 2018 година земјиштето се продава за 70 денари по 1 метар квадратен или 85.000 метри квадратни градежна површина по цена од само еден стан од 70 квадрати во Скопје. Каква лага! И таа лага продолжува. Петре Шилегов во интервју дадено на 23 јануари оваа година вели, цитирам, владата уште во 2017 година одлучи тоа место да стане туристичка зона. Од владата порачаа такво барање се разгледува, а барањето од општината Сарај била поднесена кон крајот на 2020 година. Епа, почитувани, Шилегов мора да каже кога лажел, ако владата во 2017 година донела решение за рушење на спортско-рекреативниот центар, тогаш Петре Шилегов свесно лажел во изборната кампања при посетата заедно со дел од политичките активисти од СДСМ, или пак лажел во оној другиот дел кој што го цитирав заедно со спортските работници што се ќе изгради овде и како ќе го врати сејот тука. Ако не е така, тогаш лажеше во интервјуто дадено во јануари оваа година. Или зборува онака како што ќе му дојде, без факти, вртејки ги фактите онака како што не му одговара. Почитувани, Петре Шилегов мора да поднесе одговорност за лажењата пред скопјани. И повторно малку математика. Согласно ценовникот за продажба на земјиште од 2016-17 година во околината на спортско-рекреативниот центар Треска, во атарот на селата Глумово и Сарај, нема парче земја, и тоа земјоделско земјиште, продадено или купено под 10 евра за 1 метар квадратен. И тоа ниви во околината на она што сега е градежна
парцела за елитна населба промовирана од ДУИ СДСМ покрај лагите на Шилегов од 2017 година. Така што, овие 85.000 се извинувам, 310 квадрати, продадени за 71 денар по квадрат, чини 6.057.010 денари, во евра 98.488 евра. Значи за неполни 100.000 евра се продадени овие 85.310 метри од спортско-рекреативниот центар Треска. Само по цена од пред неколку години, значи од таа 2016-2017 година, кога Шилегов го даваше ветувањето, по 10 евра, значи реалната цена тогаш, а и сега веројатно, би била 846.165 евра. Разликата изнесува 747.676 евра. Ете, толкава е разликата во цената, толкава е разликата во продажбата. СДСМ, ДУИ и Петре Шилегов мора да одговорат зошто има толкава разлика во цената. Шилегов лично треба да одговори, оваа разлика од 750.000 евра, тоа ли е цената за лагите за спортско-рекреативниот центар Треска. Доста е лаги од СДСМ, доста е лаги од Шилегов, се што вети, а мина само цел мандат, единствено што отвори, тоа беше на 2 пати една автобуска станица во градскиот трговски центар во Скопје, и тоа 2 пати со нему својствени журки. Нема полошо за Македонија од СДСМ, нема полошо за Скопје од Шилегов. Ви благодарам.